Добар ден, денес е Свети Трифун. Традиционално Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Кавадарци денес изврши закројување на виновата лоза. Воедно сакам да го честитам празникот на сите лозари, како во Тиквишијата, така и во Република Македонија. Овој момент го користам и да упатам апел до власта, односно до владата на Република Македонија. Бидејќи до мене како народен пратеник пристигаат информации за субвенциите кои што не се доисплатени во померката за одржавање на лозов насад. Исто така, има информации дека за последните 3 години мерката за регистриран индивидуален земјоделец, кој што треба да зема 20% повеќе поголем износ на субвенции, исто така и тие субвенции веќе каснат 3 години не се исплатени, па апелирам што поскоро во што побрз временски период владата да ги исплати истите тие субвенции. Воедно да кажам дека и субвенциите по мерката COVID-19 за реколтата од 2020 година, исто така и тие не се доисплатени во целост, па редно е, бидејќи на почеток на сезоната во лозовите насади на земјоделците, на лозарите му требаат средствата, истите тие во најскоро можно време да се исплатат. Воедно, крајно време е Свети Трифун да почнат разговорите помеѓу винариите, лозарите со посредство на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, а се со единствена цел да се утврди достоинствена цена како на грозјето, а така да имаме и достоинствен земјоделец, односно достоинствен лозар. Да не ни се случи како минатата и предминатата година. Минатата посебно, која што беше хаотична во секој дел, неорганизиран откуп и многу ниски цени на грозјето кои што се движија некаде ни помеѓу 2 и 3 денари. Апелирам до владата потхитно да изврши проверка преку своите механизми, преку Државниот земјоделски инспекторат, да провери дали винариите кои што минатата година откупуваа грозје по мерката COVID-19, истото е преработено за вински дестилат, бидејќи тие го откупуваа за преработка на вински дестилат по ниски цени. Имам информации и јавно прашувам дали винариите кои што минатата година го откупија ова грозје го имаат преработено во вински дестилат или истото е преработено во квалитетно вино, а со тоа да не се случи најголемата измама во историјата на лозарството. На крајот, уште еднаш, упатувам честитки до лозарите. Најпрвен да му посакам среќа, здравје и беричет. Благодарам.